Култура, па спорт. Имаме скајп јавување веднаш по овој разговор. Од Италија ќе ни се јави новиот македонски фудбалски бисер. Вака ќе почнеме со спортот по метеото, нели вообичаено по вестите тоа се случува. Културата ќе ни го даде тонот на овој последен појас по 9 часот. Престижна награда Ристо Шишков, годинашен лауреат, е Јордан Симонов за улогата во лагата. Добро утро за човекот кој што ја доби актерската награда која што ја сонуваците. Добро утро, благодарам за поканата, поздрав до вас и до вашите гледачи. Актер, режисер, ќе зборуваме понатаму за сите тие други активности во кариерата и во животната определба. Дали еден глумец треба и може да се актер? Ќе кажеме глумец по скопски, да. Дали еден актер може и треба да се надева дека некогаш ќе освои вако престижно нешто? Па, во суштина, да. Меѓутоа, не е нешто пресудно. Сега, наградите се убави кога доаѓаат и секој актерски живот е многу поубав кога е исполнет со разни награди, затоа што тие на некој начин ти го покажуваат патоказот дека си на точниот пат и натаму треба да одиш. Меѓутоа, имало и случаи кај што и без награди луѓето си го поминувале својот работен век и сега може би не знам како им било во душата, меѓутоа може и вака и онака, не е голем греф или проблем ако нема награда, меѓутоа убаво е кога ги има. Да. Сега, како наградата Ристо Шишков по преспиените ноќи откако на 31-от меѓународен фестивал ја доби Јордан Симонов, како таа ќе влие понатаму во неговиот професионален живот, па и во приватниот? Малку е така чест. Добро, статуетка ли е, што ли е, да се има, уште не сум ја добил, значи тоа има активности некакви кои значи јас да речеме до сега мислев дека фестивалите обично така на крајот од кога ќе заврши фестивалот, тогаш се доделува наградата и тогаш се даваат плакетите или статуетките и што е да. Меѓутоа во Струмица е тоа сменето, значи плакетата, накнадно и статуетката ќе ги добијам, нема многу голема промена во животот, приватно, професионално, се уште не сум се сретнал сега со колеги, мислам, сум се сретнал на социјални мрежи, има доста честитања и поздрави и добро е, да, 3-4 дена, убаво е на душата, така малце да се порадуваш дека ти е окей, после тоа пак влегуваш во обичајните. Добро, може би кога ќе стигне статуетката, поинаку ќе биде, станеш наутро. Па ја може да дојдам пак со статуетка. Сигурно, па е отворена покана, отворена, затоа што не е само лагата. Го знаеме Јордан Симонов и по мој термин и така натаму и така натаму. Сега за лагата мора да признам дека некако случајно се најдов на мојата прва лага, представа, заедно со сопругата, меѓутоа на почетокот некако бевме резигнирани дека нели почнува тивко некако представата, дека почнува со еден, со два лика, па дали ќе биде ова уште една некоја така наречена здодевна представа или не знам што, меѓутоа на крајот свативме дека тоа е едно прекрасно издание и потоа многу членови од семејството во наредните 3-4 пати доаѓаа со нас. Дали се гордее актерот, добитник на Ристо Шишков со представата Лагата? Апсолутно. Мислам, целата работа околу Лагата почна пред 3-4 години, кога режисерот и колега Бесфор Идризи ми се јави и ме покани и рече, праша дали би сакале да соработуваме и да ја правиме оваа представа. Го прочитав текстот, Флориан Зелер е гениален писател. Многу ми се допадна, мислам, многу беше автентичен, односно тука човекот се бави со поимот на лагата, меѓутоа тоа е општ поим, така никој не може да избега од тој поим. Кога ја работевме представата, анализирајќи дојдовме до разни ситуации од типот дека секој човек кажува дневно по 7-8 бели лаги, така наречени бели лаги кои не штетат. За да биде поубав животот, нели? За да тече денот. И потоа ја собравме екипата, значи Оливер Митковски, Драгана Левенска и Габриела Петрушевска и почнавме да ја работиме представата, така лесно течеше процесот. Убаво беше затоа што се најдовме, малце го адаптиравме за скопски услови и некако после представата си доби еден вообичаен тек
И ова е наградата е само врв на целиот тој успешен процес. Велиш адаптација, дали секоја представа, ние сме биле сведоци, што сме биле повеќе пати, меѓутоа како актерот ја доживува, дали целата представа е до 100% идентична? Изведбата? Да. Значи, кога станува збор за адаптација, тука повеќе се работи за говорното дејствие. Значи, малце јазикот да биде разговорен и да биде автентичен. За тоа станува збор. А инаку дејствието е исто, тоа што се случува во драма се е исто, меѓутоа адаптирано е на еден како да кажам, на Скопје, на ова поднебје. На мајндсет, на ментален склоп. Така е. И многу одговара. Мислам, со мали корекции, многу убаво легна текстот. Ја би сакал луѓето кои не ја гледале представата да повелат на 21 овој месец во Македонскиот народен театар, па да видат зашто стане. Ево отворена покана, ево од еден сведок дека тоа е едно прекрасно театарско издание, да. Па не бадијала комисијата едногласно реши да му биде доделена наградата на лидерот актерот во ова представа. Сега на капитенот. Да, на капитенот, да, лауреатот, кажавме 30 месец дена, ќе те викаме 30 дена лауреат. Барем, така рече ти. Комедија ли? Допира многу тешка тема. Дали е комедија оваа представа? Па, она преку комични елементи допира тешки теми. Значи, преку таа призма на лесни ситуации, всушност станува збор за многу тешки, односно многу како да кажам, ситуации во кои многу често луѓето кои се многу во брак се доведуваат да има така разни трзавици, разни непријатни ситуации и како низ тие ситуации тие би можеле да се извлечат. Негде од прилика тоа сега да не ја раскажувам драмата, ама кој сака ќе дојде и ќе гледа, така. Нели. Колегите со кои што соработуваш, успеавте ли да се адаптирате така како што замисливте вие еден на друг, затоа што нели не е лесно вакви чувствителни теми да се пренесат со кого било? Па така е, во право си. Јас и мојот директен партнер Габриела Петрушевска не сме играле претходно заедно. Ова ни беше прва соработка во театар, на телевизија сме играле. И ние се запознававме во текот, во процесот. Значи, и пополека се запознаваме, и она мене, и јас незе, и така се поеќе представата легнува во однос на тие работи, во однос на партнерската игра, во однос на тоа какви се можностите на едниот, а како на другиот, така да се си тече тоа во еден нормален, вообичаен ток. Си учествувал во многу звучни представи, ги прочешлав сега на брзинка, Буре Барут, Глембаеви и така натаму и така натаму. Дали можеш да кажеш дека ова е едно од твоите врвни достигнувања, оваа представа? Дали би била една од перијаниците на твојата кариера? Па добро да речеме, сега логично е затоа што ете и награди и се, меѓутоа мислам малце неблагодарно па према другите овакво. Тоа е одговорот што сакавме да го чуеме од еден актер, да. Сите че да му се драги, нели? Кој прст на клише е, ама мислам така е. Така, да. Освен тоа што си актер, си и режисер, што е потешко? Да се долови на публиката она што некој ќе го сервира или да му се сервира некому она што треба да се долови? И едното и другото си имаат својата тежина. Значи, во зависност од тоа како ти оди, дали ти е лесно или тешко, и кај едниот и во другиот процес можеш да заглавиш, а можеш и лесно да работиш. Се е зависно од тоа како ќе ти се склопат коцките. Серијски остварувања на телевизија, телевизиски остварувања, филмови, театарски остварувања. Може ли тука да направиме една паралела како е во директниот контакт со публиката и како е во она што се подготвува во кујната, па потоа му се дава на гледачите? Во суштина тоа е станува збор за актерство, така, меѓутоа изразот е малце различен. Значи, едно е овде и сега, тоа е театарот, а друго е ова преку камера, па можеш
и да се гледаш и неколку пати да се враќаш. Така да, мислам, и едното и другото носат специфични карактеристики и ако ти е убаво во тоа што го работиш, мислам ќе уживаш и во едниот и во другиот процес. А сега колку е тешко или лесно да го кренеш тонот, да ја дадеш експресијата, особено во театарот, колку е тешко или лесно да представиш емоција? Може ли емоцијата да се одглуми? Или мора да дојде, да ја доживееш? Може да се одглуми. Овакво големи мајстори актерски фолираат. Ти мислиш дека е тоа вистинска емоција, меѓутоа тоа е одлично сработен занает. За тоа станува збор. Така да, како ти се чувствуваш? Значи, до тебе, откако ти го научиш занаетот. Потоа, како ти се чувствуваш? Ако си добро расположен за игра, може и емоции да дојдат, може и се. Ако не си, ќе мора малце да фолираш. Дека има тука емоции. Значи, тоа е меч од две острици. Може да те провалат, може да не те провалат, ама тоа е се. Тоа е ризикот на професијата и контактот со луѓето. Како му е на еден актер кога, јас на сите изданија на лагата на кој што бев, беа со стоечки овации? Како се чувствува актерот кога ќе го слушне аплаузот, како почнува, или одеднаш како ќе тргне громогласно и како трае аплаузот? Аплаузот трае. Така е, и тоа е дел од еден актерски живот. Значи, аплаузот е неминовен дел. Значи, без аплауз нема театар, нема глума. Мислам, може да и има, ама не е тоа. Значи, нема потврда. Тоа е таа брза потврда. Брза потврда дека ти си добар. Значи, најискрената, најчестната. Така. А после тоа доаѓа така социјални мрежи, овакви и се друго, кај што може да те фалат и такви работи, а во театар не можеш да фолираш. Така, значи после саат време, ако си искрен, и добиваш искрен аплауз. Убаво е, многу е убаво чувството. Ама малце и опасно да не се навлечеш на него. Па после кога ќе ги нема тие аплаузите, да влегуваш во кризи, така да мора да внимаваш тука еден баланс со сето тоа да сам на себе да си поставиш некаков баланс. Актерите во Македонија имаат ли поле за орање? Имаат ли простор за работа? Имаат ли простор за заработка? Имаат ли доволно ангажмани? Може ли да се живее во Македонија од актерскиот живот? Најтешкото прашање. Како најде прашање на светот, најтешкото прашање. Можат, не можат. Тоа е така е. Актерите во Македонија се таму каде што се, каде што ни е државата, каде што ни се другите луѓе. И таму сме. Немаме голема продукција, немаме никаква продукција. Не правиме серии. Почнавме, правиме некакви филми сега и тоа е проблематично. Не знам што, да не ги отвараме темот и многу сум јадосен и многу чемери имам во себе собрано, така да убав ни беше разговорот да останеме. Да не го расипаме. Да, може ли само една подтема, мала, која што оди во прилог на нашите актери? Многу често и во нашата младост, во мојата лично, а гледам сега и во децата кои што доаѓаат, па со тоа и моето, македонските актери ги запознаваме преку туги продукции, најчесто српската, екс-југословенската. Зошто е тоа така? Затоа што ние немаме своја продукција за да ги покажеме нашите актери. И тоа е од Југославија останато така македонски актер у Белград ако успее готово после овде е цар. Или не условно без Загреб, Љубљана или не знам што. Мислам од секогаш било така. И еве се гледаат другите земји што прават, така? Некои помалку, некои повеќе. Значи имаат некакви продукции, работат нешто, продуцираат, даваат, вложуваат пари во уметност, во култура и имаат некаков резултат. Овде за што да збориме? За какви продукции да збориме, за какви филмови да збориме. Ајде, театаров не го чепкаме, ето, тоа е мојот живот, тоа. Има и добри, и лоши, и брилијантни, и катастрофални представи, како што постои во секој едно. Па добро, животот е таков, не може да биде нон-стоп на врвот, нели? На врвот многу е редок воздух. Тоа е, ама основното прашање е колку пари има, колку се уложува во култура и колку политиката ја остава културата сама. Колку знаеме да ја менеджираме културата. Тоа е пари ќе се најдат, и да не влегуваме преку политиката, да не влегуваме културата и за своји лукративни цели да ја користиме за вака или за онака или за озно. Тоа е само тоа.
да ми оставиме културата на луѓето од На културата. уметниците. Ти Да, благодарам. на уметниците, да, е вака да поентираме, да. Уште една представа која се вика Мој термин. Имавме психолог денеска во студиото, некаде пред 8 часот, професор доктор Мирослав Пендаровски, кој што е еден извонреден психолог, мој пријател. Повеќе од гостувањата во македонската телевизија се зближивме и со него разговаравме на такви теми кои што допираат нели до душата на човекот. Колку во таа представа сериозноста на темата му тежи на еден актер. Не е само да излезеш и да се изнасмееш на сцената, нели? Па не, па таа е многу тешка представа. Па затоа, така ја доживеав и затоа прашувам. Кога работевме, ја отидов до таму да одев на клиника на психијатрија, да разговарам со доктори, со професори во врска со... Затоа беше толку искусен. Ташничето. Значи, мислам, обсесивно се работи за луѓето, луѓето што не ја гледале представата и не знаат за што збори, се работи за условно комедија и се случува во домот на еден во една психијатриска приватна ординација, каде што случајно, по пат на случајност, 5 или 6 пациенти се наоѓаат тука заедно, меѓутоа тоа е проблемите со кои се сретнавме во таа представа се современи, автентични. Ние ги гледаме, така, ги гледаме сите луѓе и во себе, од сите карактеристики, од сите, значи луѓето се со обсесивно компулсивно нарушување. Сите имаат такво. Сега повеќе или помалку во зависност на кај отишло тоа. И сите имаме тако, сите имаме страф од вируси, сите имаме проблем со чистење, со миење, сите имаме... Сите броиме плочки. Броиме плочки, така да, мислам, треба исто да дојдат луѓето да ја видат оваа представа и да сватат дека нема ништо тука лошо, мислам, не треба никаква стигма да има кон тие луѓе што се такви, затоа што тие се екстремот, а во суштина сите ние го носиме. Потенцијална капсула сме сите ние да бидеме такви и сме такви, кој ќе признае, кој нема. Ние ќе се признаеме, јас си признам. Така. Престижна награда Ристо Шишков, годинашен лауреат Јоран Симонов за уловата во лагата, актерот и лауреат гостин во Македонија наутро. Благодариме за одвоеното време. Те чекаме, ве чекаме, господине лауреат, со нови награди, со нови представи, да ги најавиме, да ги разработиме и така натаму, културата да ви ја оставиме вам. Ти благодарам многу за ова покана, многу ми е драга ова гостување, затоа што после 35 годишна работа, мислам дека ова ми е прво гостување во утринска програма. Нема да биде и последно. Ако успееш да се разбериш и следниот пат, те чекаме второ. Благодариме уште еднаш.